токму вашите аргументи укажуваат на потреба од историја, иначе постои историографска наука, која токму укажува на различните погледи на настаните. Кога веќе споменувате енциклопедијата на Мано, предпоставувам сте ја читале енциклопедијата на Сано, или енциклопедијата на Бано, или албанската енциклопедија. И јас имам слични забелешки на сите нив, но велам, тоа е причина да се споредуваат и секој да види што е, како гледа на овие нешта, дека има и поинакви. Значи, ако нема предмет историја, ја мислам дека основна задача на еден наставник, учител по историја е токму тоа да го каже. Дека се гледало вака и вака, дека во соседството на тие настани се гледа вака и вака и ние, не знам, јас барем секој прв час по политички систем го почнувам со античкото општество, како се случувало, што се случувало. Меѓутоа да речете вие дека некој дека е собственик на антиката и дека никој друг не може, па не е антиката само грчка, затоа дека е тоа, значи тоа е цивилизацијска придобивка. И затоа јас мислев дека на ваков начин, иначе забелешки сите имаме на некои видувања. И јас сум видела во поново време две книги кои нема да ги заборавам. За конфликтот од 2001 година, едната од некој новинар Петрит Менај, мислам дека е албански новинар, за настаните, едната на господинот Фазли Велиу, ги имам дома, ги читам и велам, ова не ми се верува дека е вака, но тоа е нечии поглед во книга. Тоа нема да биде, се разбира, предмет на изучување, но верувам дека е добро еден добар учител, еден добар наставник, еден добар професор да им каже токму на методите и на различните погледи. Не сме само ние тука проблем. Сигурно знаете дека Британија имала владетели што не знаеле ниту еден збор англиски јазик, така настанал кабинетот. Бидејќи саксонец, ништо не разбира и вели, јас нема да присуствувам на седниците, туку најстариот ке ми ги пренесе, да не ви зборувам за Вилјам Конкър, освојувачот, да не зборувам за многу други држави, значи не сме ние исклучок. Само што, како мали држави, секогаш, значи, сме морале тоа што го пишуваат другите, да го читаме, сме добиле шанса да кажеме што мислиме за себе и сега велиме тоа не е. Има некои нешта кои се незамисливи. Сигурно знаете дека имало во Бугарија попис, дали беше 47-ма, не знам, или 46-та и 56-та. Сега замислете да се изјаснат на пописот 152.000-180.000 луѓе македонци, сега вие да велите дека тогашниот премиер Ѓорги Димитров влијаел на тоа луѓето да се изјаснуваат некако бугари, туку македонци. Мислам, смешно. Десетици училишта, слики имаме, десетици библиотеки, учители од Македонија оделе, предавале таму. И сега, вистина понекогаш некои работи се невозможни. И измислените, како, ајде да ми објасни некој. Значи, сето тоа мислам дека затоа е баш кај нас е потребен предмет историја. Токму заради ова, целосно се согласувам иначе и за во бивша Југославија дека имало можеби и навредливи перцепции, дека не се внимавало во градењето на таа држава. Тоа е нешто што исто треба да се објасни. Благодарам. Председателка е господја. Да. Ви благодарам. Овдека прогласувам пауза до 17 часот.